Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Ако имате Библија со себе, ќе ве замолам да ја отворите кај посланието до Галатјаните 6.6. Во претходното проучување ги обработивме првите 5 стихови од глава 6 и денес ќе продолжиме таму каде што застанавме. Ќе го прочитам 6-тиот стих. Слушнете што им напишал апостолот Павле на црквите во Галатија. А оној што се учи на Словото, нека му дава дел од секое добро на оној што го учи. Грчкиот збор, кој е преведен како учи, е зборот коинонео и може исто така да се преведе и како споделување. Павле пишува за споделувањето на Евангелието од страна на оние кои служат како проповедници и учители во локалните заедници. Со други зборови, апостолот сака да ги поттикне црквите во Галатија финансиски да се грижат за проповедниците. Ако проповедниците можат да споделуваат духовни благослови со заедницата, тогаш заедницата треба да сподели материјални благослови со проповедниците. Знам дека на некои луѓе нема да им се допадне оваа порака, но во целата Библија читаме дека Бог им вели на луѓето да се грижат за своите духовни водачи. Ке биде чудно ако отидете во супермаркет, ја наполните количката со леп, овошје, зеленчук, пијалаци, квалитетно месо, средства за хигиена и слично и не платите за тоа што сте го земале. Ако се обидете да направите такво нешто, ќе направите кражба. На ист начин, чудно е ако редовно одите на богослужба или литургија, слушате како некој ве поучува и ви служи, а сепак не оставате никаков материјален благослов за оние кои духовно ве благословуваат. Затоа често велам, грижете се за материјалните потреби на оние кои духовно ве хранат. Со оглед на тоа што долги години му служам на Бог, можам од прва рака да ви кажам дека службата за Бог си има свои трошоци и без нив нема да може да обстои. Вистина е дека свештениците не ги чини ништо да отворат уста и да ве поучуваат од Библијата. Но ако се посветени на таа служба, тие немаат време да прават друго и затоа имаат потреба заедницата да се грижи за нивните потреби. Тоа е Божи принцип како во Стариот, така и во Новиот Завет. Апостолот Павле е многу директен кон галатјаните и им вели: грижете се за оние кои духовно се грижат за вас. Тоа е еден од знаците на зрелост кои треба да ги поседува една црковна заедница. Ке продолжам со читање. Стих 7. Не лажете се. Бог не е за подигрување. Што ќе си посее човекот, тоа и ќе си жнее. Според мене, ова е еден од најважните стихови кои се запишени во посланието до галатјаните, бидејќи во него читаме за особено важен духовен принцип. Апостолот Павле вели: никој не може да жнее нешто поинакво од тоа што го сеел. Ова е земјоделски принцип кој им е познат на сите луѓе, но истиот има примена и во духовната сфера од животот. Иако немаме повеќе време за подлабоко да навлеземе во обработка на овој стих, сепак ве охрабрувам да го научите напамет и често да се потсетувате на истиот. Ако сеете дарежливост, ќе ги жнеете плодовите на дарежливоста. Ако сеете љубов, ќе ги жнеете плодовите на љубовта и така натаму. Истиот Бог, кој е создал земјата да функционира според принципот на сеење и жнеење, го создал човекот да функционира според принципот на сеење и жнеење. Кој сее во телото свое, од телото ќе пожнее погибел, а кој сее во духот, од духот ќе пожнее вечен живот. Ова е еден од главните принципи кои апостолот сакал галатјаните да го разберат. Ако некој земјоделец сее пченка, тој не може од тоа семе да добие бадеми. Ако се е семење од лубеница, сигурно нема да добие диња. Ако се е компири, можете да бидете 100% сигурни дека нема да бере моркови. Пред некое време едни археолози во египетски гробови најдоа 5000 години стара пченица. Ако ја посеат таа пченица, ќе го добијат тоа што го сееле. Дури и после 3000 години, семето ќе даде плод според својот род. Истиот принцип има примена и во духовноста, а и во Библијата има многу примери за тоа. Јаков го измами татко му и се преправаше дека е постариот брат, а всушност беше помалиот во семејството. Со оглед на тоа што татко му беше слеп, Јаков стави кожа од коза на своите раце, за да бидат слични, односно влакнести, како на рацете на брат му. Откако го измами татко му и го доби благословот, тој побегна од дома и живееше кај војко му Лаван,
Предпоставувам, Јаков помисли дека измамата која му ја направи на татко му ќе остане неказнета. Но Бог ветил дека во животот ќе го жнееме тоа што сме го сееле. И ниту ние, ниту Јаков не беше изземен од тој важен духовен принцип. Што се случи? Јаков се заљуби во Рахила и се договори со Лаван да служи 7 години за да ја добие за жена. По 7 години му беше дадена невеста. Направија свадба и кога ја виде невестата на првата брачја ноќ, свати дека наместо Рахила, Лаван му ја дал Лија, по старата керка. Лија не беше толку убава како Рахила и затоа Јаков беше многу разочаран. Но сигурен сум дека таа вечер научи многу добра лекција која гласи: што ќе сееш, тоа ќе жнееш. Како што го измами татко му, така Јаков беше измамен од страна на војко му. Сетете се и на старозаветниот цар Ахав и неговата сопруга Језавела. Тие направија многу зло и мислеа дека ќе можат некако да се извлечат и да останат неказнети. Кога го нарачаа убиството на Навутеј, мислеа дека нема да се дознае за тоа. Но пророкот Илија им рече: нема да ви се прогледа низ прсти. На истото место каде што беше пролеана крвта на Навутеј, кучињата ќе ја лижат вашата. Верували или не, токму тоа и се случи. Откако го слушна тоа пророштво, Ахав си помисли: што ме така, нема веќе да доаѓам на ова место. Но, за време на една битка беше смртно ранет и му рече на оруженосецот да го тргне настрана. Знаете каде го однесе оруженосецот? Токму на истото место каде беше погубен Навутеј. Царот Ахав умре на тоа место, а кога ја мија неговата воена двоколка, кучињата ја лижеа крвта. Павле беше присутен на местото кога првиот маченик, Стефан, беше каменуван. Но години подоцна, кога веќе ја прифати христијанската вера, самиот Павле беше каменуван во градот Листра. Некој ќе рече: но Павле беше христијанин, зарем неговите гревови не беа простени? Да, Бог му ги прости гревовите, но законот за сеење и жнеење се уште важеше за него. Тоа што ќе го сееме, тоа и ќе го жнееме во животот. Се сеќавам на еден познат евангелизатор по име Мел Тротер. Пред да почне да го следи Христос, бил алкохоличар. Една вечер по завршувањето на јавна евангелизација, Мел отишел во локален ресторан заедно со организаторите на настанот. Сите освен Мел порачале некаков милкшейк или газиран сок. Мел порачал газирана вода, а тоа било повод другите да се шегуваат на негова сметка. Кога го прашале зошто порачал вода, а не некој друг пијалок, Мел одговорил: кога се обратив кон Господ, тој ми даде ново срце, но не ми даде нов желудник и нови црева. Затоа пијам вода, бидејќи моите внатрешни органи не трпат други пијалоци. Разбирате? Принципот е тој: што ќе сеете, тоа и ќе жнеете. Немојте да мислите дека Бог ќе ви прогледа низ прсти. Овој принцип важел за сите луѓе низ историјата на човештвото, а важи и за вас денес. Денес има голем број млади луѓе кои користат наркотици или практикуваат сексуални односи со повеќе партнери. И некои од нив веќе ги осеќаат последиците од таквите постапки. Зошто? Бидејќи Бог ветел дека ќе биде така и дека луѓето ќе го жнеат тоа што го посеале во минатото. Апостолот Павле вели: не можете да си подигрувате со Бог. Тој поставил одредени принципи и немојте да очекувате дека ќе ви прогледа низ прсти ако не ги почитувате. Ако сеете грев, ќе се соочите со последиците од гревот. Во стихот што го прочитавме, апостолот прави разлика помеѓу сеење и жнеење во тело и сеење и жнеење во духот. Повторувајќи го земјоделскиот принцип на сеење и жнеење, Павле вели дека оние кои сеат во телото, тоа се однесува на оние кои ги вршат делата на телото, ќе жнеат смрт. А оние кои сеат во духот, тоа се однесува на оние кои се водат и живеат по духот, ќе жнеат живот. Убеден сум дека сите кои се нарекуваат христијани треба сериозно да размислуваат за оваа тема. Бидејќи Библијата јасно ни кажува дека еден ден ќе треба да дадеме отчет за нашите животи. Поентата не е само да бидете спасени, туку да не се посрамите кога ќе се појавите на Божиот суд. Во едно од неговите посланија, апостолот Јован пишува дека е можно христијанинот да биде засрамен во денот кога Христос ќе се врати.
Ако живеете водени од телесните желби, сигурно ќе бидете посрамени. Не велам дека ќе го изгубите спасението, но сигурно ќе изгубите важна награда. Тоа е мое лично убедување. Но, сето ова има и светла страна. Слушнете што пишува во стих 9. Овие зборови треба да ни бидат за охрабрување, бидејќи ни откриваат која е Божјата волја за нашите животи и дека христијаните можат да живеат според повисок стандард. Кога правиме добро, тоа нека не ни биде здодевно, зашто во свое време ќе пожнееме ако не се измориме. Принципот на сеење и жнеење е еден од најосновните во земјоделието. Павле веќе го употреби кога пишуваше за живеење според духот и според телото. И во овој стих повторно ги навраќа галатјаните на истиот. Како што секој нормален родител сака да ги воспита децата да одат по добар пат, така и апостолот Павле, како духовен родител, ги воспитува галатјаните да одат по Божиот пат. Досега многу пати им кажа дека спасението не се добива преку правење добри дела, но сега им дава до знаење дека добрите дела се сепак важни, бидејќи се еден од симптомите на спасението. Тој им вели на христијаните: тоа што го сеете, тоа и ќе го жнеете. Затоа, бидете внимателни. Процесот на сеење и жнеење има уште еден важен аспект, а тоа е време траењето. Ако посеете жито, не можете да жнеете жито кога ќе посакате. Така и со христијанскиот живот. Помеѓу процесот на сеење и жнеење има одреден период. Ако имате некакви проблеми во вашиот живот, почнете да го сеете Божиот збор и дозволете му да порасне и да даде плод. Бог рекол дека неговиот збор нема да се врати празен. Односно ветил дека неговиот збор ќе даде плод во нашите срца. Сетете се на животната приказна на Авраам. Додека живееше во хананската земја, тој беше идолопоклоник како сите останати луѓе кои живееја таму. Но еден ден Бог му се објави и Авраам почна да го следи и да му биде послушен. Кога Бог сакаше да ја тестира верата на Авраам и побара од него да го принесе својот син Исак на жртвеник, Авраам не се двоумеше и беше подготвен да го стори тоа. Се разбира, Бог не му дозволи да стори такво нешто. Но во тие моменти Авраам ги сееше семињата на верата, кои дадоа изобилен плод во иднина. Сетете си на мајка му на Мојсей. Кога го роди Мојсей, таа се соочи со многу опозиција. На некој чудесен начин, иако фараонот заповеда машките деца да бидат убивани, сепак нејзиниот син Мојсей преживеа. И не само тоа, туку таа беше платена да биде негова доелка. Покрај тоа, таа му кажа на Мојсей за Божите ветувања дадени на Авраам, за Божите цели и планови со израелскиот народ. Кога Мојсей порасна, тој знаеше што Бог планира да направи со израелскиот народ. И затоа повеќе сакаше да земе удел во Божиот план, отколку да ужива во палатата на фараонот. Правејќи го тоа, тој исто така ги сееше семињата на верата, кои дадоа плод. Бог ветил дека секој пат ќе го жнееме тоа што сме го посеале. Нешто слично се случи и со царот Давид. Според тоа што го читаме во писмото, Давид беше најпознатиот цар во Израел. Уште пред да се зацари, Бог за Давид кажа дека е човек според неговото срце. Ниту еден друг цар не беше опишан со тие зборови од страна на Бог. Давид направи многу добри и големи дела, и тој ги жнееше плодовите од тие семиња кои ги посеа. Но, Давид исто така направи и големи гревови. Со тоа тој исто така сееше семиња и ги жнееше плодовите од истите. Неговиот најпознат грев е прељубата, која ја изврши со супругата на Урија, еден од неговите верни војници. Како што можете да забележите во некој од псалмите, Давид се покаја за тој грев, но сепак се соочи со последиците од неговите постапки. Бог му кажа дека во неговиот дом ќе има раздор, дека ќе биде прогонуван, и токму тоа и се случи. Давид ја плати казната за неговите гревови. И со тоа се потврди принципот на сеење и жнеење. Како што сееше добро и жнееше благослов, тој исто така сееше грев и жнееше тага и раздор. Овој стих е интересно ветување преку кое Бог не предупредува во однос на тоа како го живееме животот, односно, што сееме. Немојте да мислите дека неволите и непријатните ситуации во животот можат да ви бидат изговор за да сеете во телото.
Без разлика во какви околности се наоѓате, Бог очекува од вас да сеете во духот, а со оглед на тоа што го очекува, тој ќе ви даде сила така да живеете. Се што треба да направите е секојдневно да му се предавате во молитва, и тој ќе ви даде сила да сеете добри семиња. Ке продолжам со читање. Стих 10. И така, додека имаме време, да им правиме добро на сите, а најмногу на своите по вера. Христијаните се повикани да прават добро, и тоа на секого. Павле вели дека треба да се прави добро на сите, но приоритет да бидат оние кои ја исповедаат и практикуваат христијанската вера. Се разбира, правењето добри дела не треба да биде проследено со пофалби или гордост, туку со кротост и понизност. Таквите добри дела му се угодни на Бог. Во Евангелието според Матеј, Господ Исус вели дека добрите дела на христијаните се сведоштво за Божјата добрина. Но кога станува збор за правењето добри дела, има една работа која сакам да имате на ум. За да можеме да правиме добри дела кои му се угодни на Бог, ние треба да имаме цврста основа, а според посланието до галатјаните, таа основа е Божјата благодат и живеењето по духот. Ако научиме да живееме по духот, ќе можеме да го покажеме плодот на духот, а плодот на духот секогаш ќе биде на благослов на луѓето околу нас, како на христијаните, така и на нехристијаните. Со тоа доаѓаме до крајот на предпоследниот дел од посланието до галатјаните, каде апостолот Павле тврди дека своерачно го пишува посланието. Иако зад поголемиот дел од посланијата стои неговото име, сепак Павле не ги напишал сите со својата рака. Некои од нив се напишени од страна на други луѓе, а апостолот само ги диктирал. Слушнете што пишува во стих 11. Гледајте со колку големи букви ви напишав со своја рака. Ова е послание кое Павле го напишал со своја рака. Например, посланието до римјаните е диктирано од страна на апостолот, но напишано е од Терци, еден од неговите соработници. Тоа може да го прочитате во Римјаните 16:22. Може би Терци дошол кај Павле и му рекол: "Сакам и јас да помогнам во мисијата." Павле му рекол: "Супер, седни и запиши го ова што ќе ти го кажам." Не знам која е причината поради која Павле своерачно го напишал посланието до галатјаните, но предпоставувам дека сакал лично да им се обрати на христијаните во Галатија, бидејќи бил длабоко повреден и разочаран од нивните постапки. Со следното проучување ќе ја завршиме обработката на посланието до галатјаните. Се надевам дека ќе ни се придружите и следниот пат. Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.